Откако пред 5 години во подножјето на Штипската тврдина Исар беа откриени темелите на црквата Свети Власий, која според археолозите потекнува од 4 век и која е четвртата црква што го прави крстот над градот Штип, со почетокот на работите на оваа локација се очекува да се побие уште еден мит, уште една штипска легенда, дека пајонските кралеви биле кронисувани токму во оваа црква, која се наоѓа во непосредна близина на река Брегалница, некогаш нарекувана Астибо. Можеме да кажеме дека можеби сме на пат да откриеме едно од главните светилишта каде што се кронисувале пајонските кралеви, бидејќи оваа локација северозападното подградие на тврдината Исар е едно од главните места каде што досегашните истражувања потврдуваат многу работи. Да речеме, тука се најде средновековната црква Свети Власие, под неа темелите на еден римски храм, во претходните истражувања најдовме голем број на садова керамика, односно со веслоп украсување кое што е од 4-тиот и 3-тиот век, така да со сигурност можеме да кажеме дека ова е светилиште каде што трае многу одамна, па можеби е и делот каде што се кронисувале пајонските кралеви. Штериов истакна дека со претходните истражувања успеале да докажат дека тврдината Исар е една од ретките каде се докажуваат легендите, како онаа за тунелот кој водел до река Брегалница. Станува збор за средновековен тунел од врвот на Исарот до подножјето, преку кој тогашните жители с Кришу турската војска се симнувале и полнеле вода од Брегалница. Во легендата се зборуваше дека тунелот бил откриен откако виделе како шатки излегувале од тунелот. Останува да се докаже дека црквата Свети Власий е истото светилиште спомнувано уште во 3-тиот век. 2008-2011 година овде се изведуваше археолошка акција каде што резултираше со откривање на црквата Свети Власие, која што исто така една од спомнуваните цркви на Исарот, каде што постоеле 4, па досега ние ги откривме, односно се знаат сите 4. Останатите 3 цркви се Свети Архангел Михаил, Свети Јован и уште една еднокоробна црква на Акрополот од Исарот, на која исто така се откриени само темелите. Се уште не се знае како се викала оваа црква, но со оглед на фактот дека традиционално во Штип се одржува манифестацијата Четрсе, се претпоставува дека се викала Свети 40 маченици. Заедно со новооткриените, поставеноста на сите 4 цркви формираат крст, кој исто така беше уште една легенда, крстот цркви, заштитник на Штип.